Со оглед на неговиот прилично хектичен распоред, добро е што го начекавме некаде можеби и на прагот пред летото, со оглед на тоа дека честопати знае во своите изјави почитуваниот ингениозен доктор Маријан Баловски да спомене дека ова не е сушно само сезона на алергија, ова е епидемија која што се случува во светот, особено и во Македонија. Ние сме сепак подрачје со прилично планински делови, има многу вегетација. Меѓутоа, генерално, можеме да кажеме последниве години, не знам дали тоа може и поради модерниот урбан начин на живот, загадувањето и климатските промени баш дека разбудат всушност и алергискиот потенцијал кај луѓето кои дури и претходно воопшто можеби не покажале никаква реакција. Еве ќе дадам само најава за денешната тема за оние кои што сега не се вклучувате на Телма. Со доаѓањето на пролета и летото за многумина започнува и најубавиот период на годината, но сепак за други тоа е почеток на кивање, на солзи, на црвенило, на затнатност, невидлива за многумина борба со алергиите. И сезонската алергија станува секојдневија за се поголем број на наши сограѓани, поточно како што тој ќе каже и пациенти, претворајќи топлината и цвеќињата во една тивка агонија. Зошто телото реагира така? Дали природата навистина може да биде голем непријател за многумина и што може да направиме за да живееме малку полесно, подобро без ограничување, како може да се консолидираме и да бидеме во некаков сооднос со природата? Денес имам чест да разговарам со доцент доктор Маријан Баловски, пулмоалерголог токму од Општата градска болница 8 септември. Јас би рекол, доктор Маријан, дека вистина сте ми еден од прво и лични пријатели, меѓутоа еден од најискусните кога стана збор за дијагностика и третман и на алергии и заболувања на дишните патишта, така што мислам дека отворено емпатично како што тоа го правите долги години со вашите студенти, всушност едукативно денес за некои митови, вистини кои што се поврзани со алергиите, за децата и возрастните, и за тоа како да ја вратиме можеби контролата во своји раце кога кажав утринава и кога телото не слуша баш. Така што добро ви утро уште еднаш и благодарам што одвоивте време од вашиот термин да дојдете тука. Добро утро, благодарам пред се за поканата, за задоволство на вистина еве ја прифатив поканата да бидам гостин во утринска на Телма со цел нели да малку едукативно делуваме на гледачите, а исто нели да кажеме убаво рековте во најавата дека станува збор за една модерна епидемија во светски рамки, значи како ние на другите хронични болести немаме пораст на алергиските заболувања, вклучително нели респираторните алергиски заболувања, кога станува збор за алергискиот ринитис или алергиската астма. Што е алергија? Еден непримерен, несоодветен одговор на нашиот имунитет према честички кои што буквално не би требало да бидат препознати како штетни. Тоа се најчесто поленовите зрнца од голем број на растенија, почнувајќи да кажам леската како предвестник на пролетните алергии, после продолжувајќи со евлата, брезата и па настапува веќе од мај тревите почнуваат да светат крај на април, мај и јуни, за јули да продолжат коровите и некаде до крај на октомври бидат присутни буквално со нивните, да кажам, поленови зрнца, како еден причинител на сезонски алергиски заболувања. Практично тоа е половина година кога многумина за жал не може да го уживаат нели овој сезонски период вистински на пролет лето, меѓутоа може да се ужива со дијагностика дека луѓето ги имаат проблемот и со да кажам соодветни мерки кои што ќе ги спомнеме подолу во емисијата, кои што не се препорачани од лекарите како што се лекуваат пациентите. Нормално е со некоја си предосрожност, зависи нели колкава е таа сензибилизација. Најчесто денес како и веќе темата ќе биде за респираторните алергии, значи се што ќе падне на слузницата на носот или на окото или освен нели респираторните алергени може да предизвикаат исто слични симптоми, бирејќи претераниот имун одговор може да биде и од нутритивна природа, значи внесувајќи соодветна храна, кога ќе дојде соодветен антиген во допир со цревната слузница да се јават несакани реакции кои што некад може да има манифестации освен на дигестивниот тракт и на кожата или на респираторниот систем. Исто така, примајќи соодветни лекови, некои луѓе, да кажем, имаат сериозни несакани реакции кои што може да завршат со дури анафилактична реакција, ако внесат нели соодветен лек на кој што телото се сензибилизирало да делува негативно. И да не ја заборавиме, уште една група на сериозни алергиски заболувања, освен ова која што денеска ќе зборуваме, тоа се алергиските реакции како резултат на убод на пчелите и на осите, кои што навистина се драматични
и каде што во суштина имаме еден прекумерен витално загрозувачки одговор на пчелиниот протеин или на осата или стрштана кој што е инкорпориран директно преку кожата кој ќе биде мекаснати од инсекти, да дури одредени луѓе ако немаат соодветен итен третман, тие носат што нив знаат епифен или пенкалце кој што може да вбрзгат адреналинот директно кога ќе бидат каснати од инсект. И тоа е, да кажам, најстрашната форма на алергиски заболување, кое што можеби и го намалува квалитетот на живот, но и за тој начин на алергија постои начин со десензибилизација да се дефинитивно решат и ублажат голем број на проблемите кои што ги имаат пациентите. Во соодветен период сте ми сега во Дринската, со оглед на тоа дека баш се случи некаква коинциденција е во експанзија сега најбавиот парфем во Скопје, јас велам мирисот на липите. Дали ова вистина знае да биде голема пречка сега за Да, за лицата кои што имаат неконтролирани симптоми или не е препознала алергијата, бидејќи морам да спомнам дека се доцни со препознавање на симптомите, што од самите пациенти бидејќи многу сакаат да кажам самите се лекуваат и земаат лекови на своја рака, најчесто се меша знаците на алергија, посебно кога нели е рано пролетна, или исто овој период кога имаме промени во време со вирусни инфекции, мислат дека се нели настинат или дека има некоја бактериска инфекција, зема на своја рака антибиотици, нормално тоа не поминува и се договлекува самиот начин на диагностика и правилен третман. Инаку луѓето кои што посебно ќе имаат сезонски алергии, одреден период од годината примаат лекарства и 2 до 3 недели пред да знаат нели кога почнуваат нивните симптоми, се почнува или со антихистамини или со интраназални кортикостероиди и не се дозволува да дојде до израз вистинската нели слика која што би имале доколку не би биле под терапија. Бидејќи да спомнеме, се почнува од носот како алергиски ринитис, но за жал не завршува во носот. Како симптом вели да? Дефинитивно, симптомите се чешање на нос, секреција која што може да биде буквално како низ чешма да тече и не можат тие луѓе да престанат да го исчистат носот. Понатаму црвенило и чешање на очи бидејќи оние создадени ИГ, што е во суштина сезонските алергии, како резултат на дразба на поленовите зрнца кои што во свој состав имаат протеини, тоа се машки полови клетки кои што нели се разнесуваат со ветер, со стол нели за така се размножуваат одредени типови на растенија. Значи не секој, на пример цветот од слива, цветот од вишна и треша, бидејќи се главен опрашувач се пчелите, нема потреба да поленот се разнесува со ветер и немаме ни алергија на тие цветови. Но овие цветови кои што се како ресички, тие знаат патувајќи, не мора да е во градот растението. Преку ветер се разнесува, например, брезата која што доминира претежно во шумите кои имаме во парковите, можат километри да дојдат и да нели го изразат нивниот ефект и плюс тоа дополнително или амброзијата како коров. Едно поедно зрнце има голем број на детерминанти кои што можат да направат соодветен пораст на ИГ. И се рачунајте, ако едно зрнце има 30 на такви детерминанти протеински, се создаваат разни типови на молекули кои што се поврзуваат од тип на ИГ кога нели имаме сензибилизацијен процес на алергенот, во ситуацијава тоа е поленот. И сега кога ќе дојде во контакт со слузниците, рачунајте тие се понатаму ги врзуваат за клетки од белата гранулоза кои ги викаме мас клетки и кои што освен во циркулација исто така се навлегуваат длабоки во слузницата. Дали е тоа респираторниот епител, дали е тоа кожата, дали е тоа да кажам дигестивната цевка или било каде во телото или на пример еве ова слузницата на епителот што го покрива окото и секој ќе се поврзе ИГ со настанатата со протеинот туч со алергенот, пример поленово зрно, ако падне на слузницата на око или кој ќе се вдише во носот или некои полени знаат да се вдишат нели под длабоко и да направат венеш реакција со поврзаните ИГ за белите крвни клетки, веќе се слободуваат голем број на медиатори, најчесто хистаминот и голем број на други дополнителни медиатори, бидејќи телото чувствува дека овде ќе имаме некој напад на штета на генско што може да направи штета. И сега во суштина тоа е таа грешка што телото прекумерно создава воспаление кое што оди со проголема прекрвеност, чешање симптоми, понатаму солзање, појава на секрет и ако тоа не прекине, значи се привлекуваат, се лачат голем број на гласници, медиатори, хемокини, цитокини кои што дополнително привлекуваат воспалителни клетки и така се влошува посебно
Кај носат симптомите се рековме, освен ова чешање и сврбеж и течење на секрет, може да се јави и затнатост на носот, кој што понатаму води до појава на синузити, кои што може да се комплицираат со бактеријска инфекција, понатаму појава на отити, бидејќи се е поврзано, појава на конјуктивите, и ние нон-стоп се чешаме во очите, и понатаму тоа чешање може да направи така секундарна инфекција дополнително, и она што е битно, пошто дишната цевка е една, некако народот мисли дека носот е нос, бели дробови се бели дробови. Една е дишната цевка, со сличен епител, значи она што случува горе во носот, се јавува доле во долно дишно стебло и на хиперреактивност. Што значи тоа? На одредените алергени, освен што создава овој, да кажам, во наводници оток, ова хиперемија, од големо создавање на слуз, секрет, се јавува на хиперреактивност проследена со бронхоспазми, кои што пациентите доживуваат како чувство на тежина во гради, како чувство на отежното дишање и он е карактеристичен, да кажам, визинг, односно свирењето во градите, што е карактеристика на пациентите веќе кои што развиле и астма. Бидејќи го споменавте, оној упорен синузитис, колку често можеби доаѓаат од вашето искуство поучени, доаѓаат пациенти кои што со години мислеле дека го имаат можеби како синузитис или пак настинка од клима, а всушност носат можеби нелекувана алергија? Многу честа е појавата и буквално знаат дека имаат проблеми со синуси и кажуваат веднашка, значи пред да почнат да ги кажат симптомите, лицева болка, затнатост во носот, тежина во глава, главоболка. Не знаејќи дека синусот со себе велат веднашка јас имам проблеми со синусите и често злоупотреба на еден тип на лек капки за нос кои што не сме да се дава, тоа се алфа-адреналгични констриктори кои што прават приближно првично ослободување на симптомите, бидејќи прават вазоконстрикција на крвните сладови што се во носот, но тие на долга стаза не сме да се употребуваат, затоа повторно апелирам да не се лекуваат пациентите сами, бидејќи доведуваат до атрофија на носната слузница, што значи тоа сушење на носната слузница дефинитивно. И антибиотици имаме злоупотреба на антибиотици и злоупотреба на хипертонични раствори со морска вода и не може да се ослободат симптомите. И она што е исто интересно, после тоа кога ќе почнат тие пациенти полека да ги ставаме на терапија од тип на интраназални кортикоцидоиди кои се така тописки, исто има и комбинирани препарати со антихистаминици локално кои се даваат, или со антихистаминик преку уста, веќе се олеснуваат симптомите, но пак бидејќи тоа дејство не е така брзо како што е дејството, да кажеме, на капките за нос кои што приближно брзо ослободуваат, потребно долго време да пациентите се одвикнат од тие капки, а тие капки се штетни на долг рок бидејќи доведувајќи до атрофија на носната слузница, ние го губиме оној најбитен првичен филтер кој што има главна улога прво да помине воздухот низ носот, второ значи да залепи се што на крупно и нечистотија од надворешниот свет, не само полен, имаме цврсти честички, имаме вирусни инфекции, имаме бактеријски инфекции, да наставно се измијат, колку што е можно се намали бројката на присутни честички надворешни во воздухот, со цел да дојде почист воздух во внатрешното дишно стебло. А истовремено, поврзаноста на носот со слузницата на синусите, бидејќи имаме, освен ринит, имаме алергиски и синузит, кога ќе се затворат тие канали, бидејќи имаме на хронична инфламација, цевките не се кој знае колку широки. Со тек на време, пошто е погодена слузницата, ги стеснува носните ходници и така се стеснуваат и оние отвори кои што треба да се држи на аерација помеѓу фронталните, етмоидните, максиларните синуси и настанува собирање на секрет кој што не може да истекува нормално преку ходниците да се шица синусите и така е лесно бидејќи во самата слузница на нос и дури и кај здраво белодробие имаме ние соодветна микрофлора, нормално што е поизложено и што е понадвор тој дел, таа микрофлора е побогата со да кажам микроорганизми кои што се во една рамнотежа со нас. Нас не треба да не загрижува ако на пример некоја бактеричка најдеме во нос, брис, а немаме симптоми на инфекција, но ако веќе имаме еден нелекуван алергиски ринит и се створат услови да таа бактерија се размножи преку мера и кога немаме добра аерација, односно воздушност, пробност на цевките и комуникација добра на синусите, таа веќе може да направи синузитис кој што ќе бара и антибиотски третман. Тука веќе е легитимно да се користи. Поврзаноста со ушите преку естахевите туби и таа прозрачност води и до појава на отити, појава која што е карактеристична посебно за
нели малите дечиња кои што веќе почнуваат да развиваат алергиски манифестации, бидејќи да спомнеме дека алергиските манифестации почнуваат порано, посебно овој тип на алергиска манифестација кои се поврзани со појавата, како што реков, на ИГ класа, кои што нормално во природата се присутни поради одбрана на паразити, кои што во минатото биле многу чести. Сега, што е волкав пораст, да кажам, на алергиски заболувања, велиме модерна епидемија, почнувајќи од самото несување на родителите во време на забременувањето, бременоста, пушењето на цигари. Второ, живееме во една нормално загадена средина, не само во Македонија, цел свет буквално, каде што загаден воздух прави на тивково спаление на дишното стебло, дури уште во време, нели, дорека бебушот во утробата на мајка, пошто мајката го дише тој воздух. Понатаму, промовирањето на породување со царска рез, кога бебчето, нели, место да помене низ родилен канал и тој прв допир со надворешниот свет да се збогатиот неговите црева со лактобацили кои што доведуваат до нормално созревање на имун систем. Понатаму ги чуваме дечињата во едни стерилни услови, малта некако што почнуваат да продуваат се со разни, да кажам, дезинфициенси. Не дозволуваме да искочат надвор во тревата да се поиграат. Честата употреба на антибиотици, посебно во првите 3 до 4 години кога сте почести вирусните инфекции и избегнувањето на доењето. Да кажам, мене ме радува кога ќе слушнам дека децата се дојат барем, да кажам, 6 месеци, идеално би било година или до 2 по светска здравствена, да кажам, организација препораки. И преголемата заштита, од друга страна, сме премногу бомбардирани со голем број на хемиски средства. Почнувајќи од средствата кои што ги употребуваме и за лична хигиена. Значи, се нарушува она епителна бариера, бидејќи тие хемиски материи, иако велат дека се толку и толку проценти од органско потекло, имаме преголема хигиена која што на некој начин ја оштетува епителна бариера и телото пополека реагира лошо на тие супстанции, ќе тие навлегуваат и преку кожата. Кожата е орган. Кожата не може, значи ние мислиме дека се содми во нас, него голем број на супстанции знаат да наврзат и да кај одредени индивидуи кои што имаат склоност, значи се наследува склоноста од родителите, се јавуваат почетни манифестации и почнува од детска возраст на атописки марш, кој што почнува како промени на кожата, како еден дерматит, сува кожа, претежно на обравчињата или прегиби враче или бучињата, подмишките, лактите, кои што ги чеша, и тогаш самите мајки приментуваат и се почнува со мачкање со креми кои што навлажнуваат со цел. И тоа понатаму продолжува, посебно како што детенцето расте и се збогатува неговата исхрана, бидејќи се создаваат се повеќе и повеќе ИГ молекули и може да се јават и нутритивни алергии во тој период, затоа се внимава со започнување на високо, да кажам, алергени воведување на продукти од аспект на кравио млеко. Кравиото млеко, сепак да не заборавиме, не е наменето за исхрана на дечиња во тој период на возраст, кои се голем број тие млека се адаптирани. Значи, најдобро преферирам за тие што стануваат идни мајки да апсолутно, перите се многу ретки контраиндикации кај што мајката нема да може да дојде, да се промовира доењето и да се на некој начин не детето нормално да се стави во некоја нечиста средина, ама да не се употребуваат премногу онака хемиски средства од аспект да се овозможи идеална во наводници чистинасто, премногу употреба на дезинфициенси и во домот, а исто така и оние влажни марамчиња кои што се со антибактериски средства, антибактериски сапони, брите сите тие нарушуваат нормалната микрофлора и едноставно да се не се пуши. Пушењето е еден штетен момент во домот, значи брите треба се внимава на развој на дишното стебло од мала возраст и да кажам како што се развива, бидејќи развиток на дишното стебло трае до некаде, да кажам, после 20-та година и овој атописки марш кај одредени лица продолжува понатаму во појава на чести бронхити, кои што до 4-5 годишна возраст знаат, бидете да ги наречат обструктивни бронхити, кои што некогаш можат да бидат испровоцирани од вирусни инфекции во тој период.
Ако е голем број на дечиња, значи продолжува како алергиски ринитис и веќе се појавува она астма која што е во детска возраст, која што е рана астма, кога зборам за овој тип на дефинитивно кога одреден број останува астма. Еднаш диагноза на астма е за секоја астма, но тоа не треба општо да ги загрижува родителите, бидејќи сите овие болести за кои што денеска зборуваме, кои што се поврзани со појава на алергии респираторни, поврзани со ИГ, да кажам, сензибилизитет, се ставаат одлично под контрола. Значи се живее најнормално без да се случат компликации од тие болести. Именно, доктор Маријан, имам чувство кога веќе спомнавте за дезинфекцијата во домот и така натаму, сите некако и од моето лично искуство и обкружување станавме поголеми хипохондрици со времето на короната, нели кога беа препораките, нели особено се споделуваат, меѓутоа дали денеска секој од нас, да речеме, и со потешки алергии имаат можеби една, ја така велам, како алергиска психика, постојан стрес, анксиозност, што на некој начин прави алергијата да стане еден не физички, туку ментален товар кај многумина. И веќе кога споменавте за целосно кога се става состојбата нели на алергијата во некаква нормала, дали може телото да се вистински ресетира? Постојат ли методи на долг рок кои што го менуваат можеби алергискиот одговор, наместо да речеме да го пригушуваат истиот? Претежно терапија што ја даваме е симптоматска терапија која што води до леснување на симптомите и контрола на болеста, значи има антиинфламаторен ефект. Што значи тоа? Се бори против воспалението, пациенти кои што имале алергиски ринитис, кои ќе ставаат тописки кортикостероиди, значи тописки, тука е проблемот, тука го ставаме лекот. Не го пиеме како таблетка па да делува на цело тело, него буквално да тие лекови се направени се во микрограми дозата. Понатаму, кога потребуваме лекови кои ги вдишуваме во домот, одлично стебло, ако пациентите имаат астма, исто тописки делуваат. Има исто така групи на лекови кои што се пијат во облик на таблети, кои што велиме дека се антилекотрини, кои што помагаат кај одредени пациенти и со ринитис и со астма. Сега, вистинско ублажување, третманот е значи доживотно со одредени чекори плюс или минус, нели тоа го знаеме лекарите кои што лекуваме, дали тоа има чекор погоре или подолу. Битно е редовни контроли и редовно, но и правилно земање на терапијата. Бидејќи ако да почнеме од третман во носот, ако пациентот само прсне во носот и го насточи врвот на спреот на средината носот или во овој дел на дзидот и не го вдиша лекот понатаму, што сме постигнале? Останува дука локално, нема да појде низ долна дишна, не цела, да кажам, дишна цевка почетна од носот и пациентот има само несаканите ефекти на лекот, од аспект на појава на крварење и нема да има бенефити за лекување. Исто треба работи. Не превенира и лекува веќе бидејќи не сме апсолутно, треба правилно да се вдиша или на пример ако земеме пумпица, ако ние дишеме со широко отворена уста и ако остане здивот краток и остане цел лек во грлото, значи ние имаме само негативните ефекти од терапијата, а немаме да кажам позитивитет од аспект на леснување на симптомите и пациентите тука грешат ако не се достигне ако неправилно земаат терапијата, некојаш и после добра едукација забораваат и сметаат дека тоа е ќе земам само реда ради или не ми делува пумпицата, значи се менува и текот на болеста. Болеста има чести екзацербации, чести влошувања, посебно во период кога ако се работи за сезонска алергија, еве цветат рековте липите, цветат брезите или други растенија, почнуваат тревите, коровите, амброзијата е спомнав како еден силен алерген кој што осиромостом зрнца може да направи дури еден атак и на астма кај пациентот кој што не е добро регулиран кој се најде во таа средина. Така да правилна и редовна контрола на болеста воведува до болест без симптоми, значи се спие навечер добро, не се отсуствува да работа од училиште, се пешачи добро, немаме свирење во гради и немаме потреба до леснувачи како дел од терапијата, а вистинско да кажам сменување е можно да се постигне со вклучување на алергиска десензибилизација, односно хипосензибилизација со специјално направени, да кажам така наречени вакцини, тоа не се вакцини, него се екстракти од, да кажам, соодветни алергени, најчесто целогодишни или соодветни или сезонски алергени, кои што се даваат од страна на пулмонолозите, после направена, да кажам, диагностика на пациентот и утврдување кој е процентот на сензибилизираност кон одредени алергени,
соодветни шеми нели кои што се постига се даваат најчесто субкутано, а денеска постојат и орални форми на имунотерапија кои што нели подредени шеми се дава нормално пациентот нели се сега со давање на таа терапија која што трае од 3 до 5 години веќе може бидејќи се блокираат оние создадени IgE молекули на соодветните алергени, веќе можеме да кажеме на многу подобра контрола и на ринитот и на астмата, дури кај одредени лица голем број на години, многу години веќе не се ни враќаат симптомите, тие живеат да кажам многу полесно. Значи постои можност да се и на некој начин смени и самиот ток на алергијата. Да, бидејќи ги споменавте имунотерапиите, ве некаде кон крај, што е поновото во светот на третманот на алергии? Дали биолошките терапии или пак можеби имунотерапиите стануваат многу подостапни кај нас во премината? Биолошка терапија се дава кај пациентите кои што имаат тешка астма, тоа е посебен ентитет од астмите, кој што нели се лекува по крајен стадиум по джина препараките и кај што не може да постигнеме добра контрола и тоа се веќе специфични лекови кои што ги блокираат оние медиатори кои што се во наводници, не во наводници, него сигурно виновни за да се појави таква една тешка астма. И тие се даваат подредена, да кажам, шема. Еден од препаратите е достапен и во Македонија, нели, за пациенти со тешка астма, тоа е посебен ентитет, кој што треба да се убаво диагностицира. Тие пациенти навистина имаат голем број на симптоми, кај што по примањето на оваа терапија болеста е ставена под одлична контрола, додека хипосензибилизацијата е, да кажам, терапија која што се прима, тоа се веќе не е исто со биолошка терапија, него буквално во одредени концентрации ние го примаме алергенот на кој што сме алергични, сензибилизирани и постепено, како што поминува време, препознат е тој алерген и се создаваат од друга класа на молекули, исто така антитела од IgG класа, кои што се врзуваат на местата каде што, нели, IgE се создадени и не може сега кој ќе дојде во контакт телото со тој алерген да ја направи оваа манифестација како што се прави нели кога не би биле создадени овие IgE антитела. Се работи на пронаѓање на нови молекули, веќе во светот постојат повеќе молекули кои се даваат за биолошка терапија. Најстаре се применува венски, сега веќе многу ги има кои се да кажам применуваат со субкутано боцкање, нормално нели со помогот кој што ги лекува, навистина се покажува импозантни резултати во однос на контролата на тешката астма. Еве на крај само кои би биле препораките ве за сите за родителите чие дети имаат пролетна алергија и дали некаде прочитав само чисто така како состојба дали целосно може детето да ја надрасне алергијата во некој период и фаза во животот ако се појави што велите? Нутритивни алергени лека полека, да кажам, она што сме реагирале како дечиња, нормално не сме зборам за крупни реакции, со тек на време како што телото се запознава, пошто се разбира, нели најголеми алергени се кикриките, праските, кивата, јагодата, рибата знае да биде голем силен алерген, но како така јајцето е доста голем алерген, полека, нели, ако не се тие бурни манифестни реакции кои рад со уртикар или не да Боже со гушање, а полека телото се самото хипосензибилизира, внесувајќи ги тие набирници како што расте, нели, се развива дигестивниот систем било што. Индивидуално е, значи, и самата еве ако збориме за ринитис и астма, има посебно астмата е на чадор диагноза со многу лица. Значи нема секој пациент иста астма. Спомнавме нели веќе вака зборувајќи, некој ќе направи тешка, некој ќе има лесна, некој ќе има буквално по потреба само ќе прима третман кога ќе има симптоми. Значи нема ни потреба да има редовен третман, буквално. Секој си има своја астма, има многу поделби, нели, посебно нели само едена од лицата алергиската астма, не секоја астма е алергиска. Она што треба да не забораваме да спомнеме да остане нели кај гледачите ако знаат они дека се пример имаат манифестација кога време прецветат брезите. Брезата е силен алерген и брезата е нерицерисен алерген поленот на брезата кој што често дава и вкрстени реакции со голем број на нутритивни алергени, најчесто е болката од целерот, морковот, јаткасти плодови, иако немаат вистински луѓето алергија према тие плодови, бидејќи протеинските делчиња кои што ги има храната се слични со одредени протеини на поленовото зрнце. И тогаш кога ќе изеде на пример јаболка, кој има добра
контрола на алергиските ринитис, одма ќе се појави чешање кое што е во устата, нели као црвенило и појаки може да бидат симптоми и треба значи да знаат дека тоа е една вкрстана реакција алергичен синдром. Што ме беше зборот, ако знае некој дека има сезонска алергија во време на светање на соодветниот полен, да се внимава, да не се излегува во раните утрински часови, во пред кога е најсончев денот и кога има нели ветрична активација, тогаш концентрацијата на полените тогаш е најголема. Кога веќе ти излезе надвор, далеко тоа дека промовирам затворен начин на живот. Кога ти се скочи надвор, нека се носи капче, шешир, нека се носи научари, нека се носи, да кажам, бела блуза со долги ракави. Се врати дома. Се тоа остави надвор на тераса, се испере веднаш во машина за перење. Се истушира, се измие цело лице, значи, се измие цела коса, се измие цела облека, бидејќи полените знаат дали да се налепат на нас. Ако е дома, да не се отварат прозорите, нели во тој период кога е најголема експозиција на полени, значи најидеално шетање некаде околу план, кога таа концентрација најмала и после нели дош заварнат буквално. А инаку самата промена на животна средина, самиот нечистен воздух, ја зголемува, освен што прави инфламација на дишното стебло, ја зголемува и алергената моќ на полените. Што значи тоа? Не е исто, пример еве, полен од бреза или било кој друг респираторен алерген, нели од било кој полен, во една чиста средина која што не е загадена, бидејќи самите загадувачи, самите ПМ честички ја зголемуваат алергената моќ, значи поагресивни се полените. Од една страна, второ, загадувањето на цела планета Земја, овие промени на климата, како што спомнавте на почетот на емисијата, доведуваат до зголемена температура малтене уште во јануари месец зимска и продолжено цветање за недела 2 до 3 на голем број на растенија, а кое што истовремено на некој начин има поголем атак, бидејќи концентрација на наполени е многу повисока кога имаме вакви, да кажам, променети услови во надворешниот свет. Ми беше исклучително драго да ви имам во утринска на Телма. И мене ми се драго, голем поздрав до гледачите. Само да научат да ги третираат болестите и ќе имаат навистина квалитетен живот и ќе уживаат во надворешниот свет без некои ограничувања. Одлично. Ке се видиме секако нели веднаш по летната сезона, мам ќе ви посакам и малку и да одморите што се вели нели од целиот хектичен распоред кој што го имате. Така, исто посакувам убав одмор и лето без симптоми со нели пациентите кои што имаат респираторни алергии. Тука ќе ни бидете повторно доктор Маријан Баловски беше тоа, нашиот доцент доктор Маријан Баловски, пулмоларолог, кој денеска говореше за алергијата како придружник на сезона пролет-лето.